Представи ни се, кажи ни зошто си тука, како се викаш. Што работиш? Со работичка тука си. Ваму сум уште. Здраво на сите. Јас сум Христина Цветковска. Имам се уште 28 години, иако се доживувам веќе како 29. Доаѓам од Прилеп, меѓутоа живеам во Скопје. Како? Така си многу зрела за тоа. Па мажот ми созрева и ме води напред. Да. Мажот ми, не сме почнале мажот ми, тоа ми се свиѓа. Да. Се навикна веќе да го викам мажот ми гордо. Ја сопругот си дечко ми беше. Сопруг. Пошто го избегавам мажот ми, го викам сопругот. Да ме кајде хехе малце, пошто не знам зашто ми било чудно мажот ми, многу возрасно ме терало мене да се чувствувам. Затоа изгледа 29 се чувствуваш. Да. Кике, колку си време со програмите на Pitch Army и кој е резултатот што го постигна? Октомври 2020. Се почна во далечната есен. Така да тоа се 3 цели години. Кои се резултатите што ги постигна? После ќе навлеземе нели подлабоко што како се случило, но првично ме интересира која е онаа бројка што успеа да ја намалиш со програмите. Максимумот беше 38 кила по некоја година и пол трансформација. Да ти е. Кажи ми како изгледаше твојот живот пред програмите? Знаеш дека пред една недела го прашував Иван, добро, како живеевме ние пред ова, што јадевме, како? Не готвев, знам дека не готвев, што се дешаваше, пошто ја почнав да засакувам готвење и да научам колкава треба да ми биде порцијата, благодарение на тебе. И секогаш го спомнувам тоа, секогаш на луѓе кои раскажувам за овие теми, многу често кажувам, јас со Ана програмите научив. Како изгледаше еден твој ден порано, ете, вака обиди се да се потсетиш? Станува во 2. Не знам. Ја знам, можам само детали да ти кажам, до толку го имам исклучено од мозок. Знам само дека јадевме чипсови, јадевме макарони кашкавали, имав киселини у стомак секој ден или секој втор ден, пошто секој ден јадев свашта. Дали тоа беше тригерот за ти да си речеш, еј, сега јас сакам да си го променам животот, сакам да почнам со некој нешто ново? Се случуваше бавно. Пробував да бегам од себе, после секое прејадување и се гледам во огледало, јас стварно не се сакав. Се гледам и сум као, еве, пак го направи ова. Зошто? Знаеш колку ти смета, знаеш колку ти штети, знаеш колку ќе ти биде одвратно за моменталното задоволство. Бев помирена со тоа, добро, ќе имам киселини, знам, тоа ќе ми поминат, знам од шо ми се. Као никад не сакав да си ги решам, веќе се сега сваќам колку киселините у стомак тој период ми беа премногу колку долго се случуваше тој период? Колку време се бореше со тоа? Зашто јас имам едно правило, обично тренерите, луѓето кои што бараат помош од тренер се научени као ај јави ми се да ме потсетиш, сакаат да ги молат. И кај мене тоа го нема. Затоа од тука потекнува и моментот војска, армија. Ако ти си решен, стално знам да кажам, ако ти си решена, сакаш да направиш промена, да се видиш подобро, дојди во армијата. Купи ја мојата програма. Иначе да молам некој, затоа ме интересираше кој беше тригерот кај тебе. Велиш дека долго време така си живеела со тој начин, ќе живеам со киселината. Кој беше тригерот? Рече, не, сега ќе влезам на програма и ова ќе го направам. Го имам размислувано ова и претходно, мислам дека уште не можам да најдам еден таков конкретен тригер. Мислам дека од летото ја ти ги гледав и летните програми и од тогаш сакав да ги купам, ама се испичкав, стварно не се бил моментот во ред. Да, не бил, ама бегање од себе беше и ме демнеше. Го знаев тоа тука, ги виде летните и мислам дека некој те спомна, некој ми кажа за тебе, ама не можам да се сетам кој. И затоа и те гледав и ги гледав програмите и кога ги објави трансформациите бев као, еј, ова е возможно. Као веќе толку бев изгасена од помислата дека ја можам да си го оправам животот, што ми дојде како освежување. Мислам дека си свесна каква мотивација си на девојките кои што те следат. Сега, јас ја следев некоја Кике, знаев за Кике и Иван кои што имаат YouTube канал, се тоа ми беше сладко, ама нели, си бев фокусирана на мојата работа и не знаев што конкретно правите. Се додека еден ден не почна ти да снимаш за програмите мои. Као, не ми даде некое предупредување, жено, земав од твоите програми, ќе се снимам. Најднаш почнуваат да ми праќаат видео од тебе. Леле, видели, Кике зборува за тебе, леле, видели за програмите. Ја вака си седам, вака седната, си гледам навиквам, чекайте малку се другари, што се дешава. Значи, никаков warm-up не ми даде, ама искрено беше многу голема чест за мене, зашто те отвори, видов колку влијаеш реално на девојките кои те следат, колку буквално твојот збор е алтан.
И баш заради тоа си денеска тука, зашто не си само така приказна која што за девојка која што успеала да намали толку килограми, ти си огледало на многу девојки, посебно на млада популација која што те следи. И затоа си еден огромен херој на армијата, затоа си тука. Не се само килограмите, ти си човек херој. Збор Алтан. Абе, ајде бе. Зошто не ме предупреди, кажи ми, како ти текна? Како ти текна да се снимаш, И дали ако имаш нешто лошо, ќе го кажеш? Нешто лошо за тебе? Да. Дали мислеше брутално искрена да бидам? Како тргна? Идејата беше од Иван. Пошто Иван е сега тука и ме гледал многу пати што пробувам. Секако дека Иван е тука, не знам. Така, ама ме водеше и тој ми помагаше, стварно даваше се што можеше и он за да успеам овој пат, пошто ме гледал колку пати сум пробувала и сум се откажувала. И кога ме виде дека почнам, пошто му зборувам се што и планирам и стварно да направам и што не планирам да направам, се му зборам, се, он слуша. И гледа дека ако стварно вреди нешто да се посветам на тоа, гледа да ме турне така, ајде, можеш да ги најде сите можни начини и совети. И кога виде дека се не почнав со летните и пак ме мачеше и спомнувам пак октомври, кога те спомнувавме по дома тој период, пошто гледавме дека се дешава нешто за кое што очигледно ми треба помош. И кога се убедував да почнам, ама ме осети дека го зборувам пак и за октомври со hesitation, као ајде можда ќе се деси, знае веќе кога се вложувам, а кога не, ме научил. И со цел да ми помогне, да ми го представи малку подлабоко нештово, ми вика, окей, ајде ете, еве ти ситуација за снимање. Почни, снимај, биди доследна. Као еднаш неделно и за YouTube ќе снимаме, ќе бидам тука, ќе ти помагам, као премногу од своето време и енергија вложи за ја да успеам во ова. И негова беше идејата и почнуваме недела по недела, као си го представи као не го правам со цел да мотивирам ја некого или да Тоа го направи само за тебе затоа што Иван сватил што е тоа што може така знаел примамливо точно, да ми го направи. Како може да не се откажеш, само ако знаат сите, само ако киќе треба ако кажам збор. И тоа мислам дека многу зборува за твојата личност и браво за Иван, значи он сватил дека ти повеќе ќе бидеш во тој момент доследна на луѓето кои што те следат отколку сама на себе, што не е грешка, според мене, е окей, така знаеш која ти сите знаеме, претпоставувам која ни е најголема слабост и многу е во ред кога знаеш што не знаеш и како дали ти сама, дали некој друг ќе ти помогне како да го пребродиш тоа, како за да успееш и алал нека му е на Иван стварно. Алал нека му е на Иван, браво момче. Дали знаеш колку луѓе ме праша дали сме го снимале 2 години спотот Борис? Ја ги добивам Значи, супер ми е, така ние приказната на спотот не беше фейк, тоа беше вистина што се случи, ама ние му дадовме малку го спиднавме тоа и го представивме во спот, ја пренесовме пораката, кој не знае, Иван го напиша текстот за песната Бориса, која што е химна на армијата, ама никој седум верзии, 7 песни напиша. Ја погоди малку е така, види следно ќе одиме на малку латино ритам, ама првично ми беше да се осети таа емоција, стварно да се види, да, малку е меланхолично, ама реално идат девојки кои што имаат проблем, кои што имаат депресија, кои што се борат со килограми и сакав тоа чувство некако преку нота да им го прекажеме на девојките, мислам дека успеавме и приказната твоја беше феноменално, се склопи со целата песна. И тоа ми беше, значи сите мислеа дека сме го снимале 2 години, значи супер топ сме, алал да не. Колку сме посветени, ја и ти. Кажи ми, во тој момент, во тој период, извини, знам дека беше многу посветена. Значи се сеќаваше тоа кај тебе или по сториња, едноставно како разговараш, првиот момент кога разговаравме дека ќе снимаме спот, дека те планирам за тоа и тоа, јас видов со поинаку ме погледа. Што се случи? Од што ја црпеше таа мотивација? Ми даде шанса да можам преку музичко дело да си ја прикажам мојата приказна, да ја покажам, да раскажам на таков уметнички начин. That was a first for me. И нели спомнавте нешто можеш као биде активна вежба, као за да биде уште поголем контрастот, пошто тоа и ме мотивираше мене. И почнавме баш тоа теретана и се посвети, најпосветена што сум била ever, било тоа, пошто кога почнав за тебе, почнав нели беше нагло од 123 кила и невежбање на нагла промена и со исхрана и со вежбање и нели ми се јави проблемот со колената. Да. Ја имав I had the determination, ама не телото ми откажа, телото бараше малце побавно, не може овие шокови да ми ги правиш. А сега теретана влегов стварно решително. Ти си причина зашто имаме low impact во програмите сега.
Да не ги болат колена. Ама знам луѓе доста што имаат проблеми. Кај имам другарка што е 21-2 години и има проблеми со колена. Не, види, ја те разбирам. А вежба упорно и оди и од мене поише е мотивирана периодов. Те разбирам, види, јас кроз реални ситуации учам што е тоа што недостасува на програмите и брзопотезно гледам да го имплементирам, ама не можам да ги предвидам сите работи и баш ми беше криво тоа што се случи со колената. Знаеш што ме интересира сега најмногу? Како ти денес го одржуваш балансот, да не излезе само си се фалиме, и јас да сме за фалење. Ама и самата знаеш, Иван знае дека ако приметам дека ви нема сториња за вежбање, дека нешто слабо ми ставате со готвење, иначе ќе ги видам кашичките на сабајле, јајцата, ова, она. Што се случува во тие денови? Како ти го пронаоѓаш балансот и дали има... Гледам дека имаш ups and downs. Мислам дека уште се бориш со мотивација. Сметам дека од кога ги објави првите видеа за мене, кога јавно прозборува за мојата програма, те чувствувам како, не знам како да ти го опишам тоа, како да имам одговорност кон тебе. Го имам осетено. Имам одговорност и ја видам дека те нема, викам, не може Кике сега да те снема пак, жено. И ајде претходниот пат гледам, ајде не ти пишам тебе директ, па му пишувам на Иван као теретана нешто слабо гледам стори. И пошто знаеш дека он ќе спроведе. Да, гледам кој ги така и како го пронаоѓаш балансот и што се случува, у кои моменти паѓаш, зашто верувам дека многу девојчиња ќе се пронајдат во твојава приказна. Ова е тема што си избегавав сама со себе, само да најавам, ама време е да се соочиме и апсолутно го поштувам. Вака седам ги куцам прашањата, викам ќе прашам. Ајде. Да пробам да се да одам ретроспективно. Наискрено. Ја имавме мотивацијата за теретана и стварно се посветив во теретана. Ама го исклучив мозокот од учење на вежбите, само 15 состојки ги вртев цело време, нискокалорично за мене, како 50 до 100 јагле хидрати на ден имав и делумно стварно еден дел од мотивацијата беше спотот и стварно ми беше мерак да ослабам, да ги намалам тие кила што ги избегавав изминатиот период. Веројатно секогаш пред да почнам нешто што знам дека ми е должност према себе, пробувам да ги најдам сите можни начини да ескивирам, уште малце, уште ова, вака, па така, или ќе почнам па до пола ќе биде као. Моментално, ова е најдолг период во кој што сум била до толку распуштена, да речам. Да не внимавам толку. Што се случи во тој период? Заминав еден месец Шпанија. И таму првата недела и пол се придржував и после I just let go. Као ајде бе, сега сме тука, ќе се вратам, си имам дисциплината. Еден месец не е долг период, види, ми се случувало и мене. Нели, не често, ама си има случајно месец дена ја лани летото ми беше тако. Буквално тако. да немам активност, ама не знам, имам ластици, со ластиците не е како вообичаено еден мој тренинг што изгледа, ама ако помине повеќе од недела дена, а јас од X причини така можам да кажам работа, било што, гледам дека нешто не е како што треба, гледам, вака си се фаќам само за уво и си викам, чекај, што е најбитно у животот? Зашо се тепаш? Зашо се бориш, кажи ми? Што е тоа што те враќа, што те фаќа тебе за уво? Така, дали го имаш сама кон себе, контролата ме интересира колкава е, каква е, дали ја имаш? Осеќам дека ја имав, го имав прво и балансот, уште од, не знам, ајде 2021 на крај навака, сум имала фазички, баш стварно ја го осеќам дека ми е како етапи, достигнувам некој пик и си давам одмор малце. И сега, да, те разбирам што ти е прашањето, баш моментот што ме крева, тоа било доследноста према себе и уживањето во тоа. Ако многу подолга пауза направам, многу ми е потешко да се вратам, кога да ставам, сакам многу работи да искусам, да направам и да се поделам на сегде, што му давам помал фокус на ова, викам ајде ќе го средам, знам како, како и само го пушнувам на ај од утре. А има мини моменти на недела две припазување, као ми се намалувало времето. Тоа е муаветот, као само малку спарк сум си давала, као еве можеш, вака беше, представи си го и после ќе сакам да почнам нешто друго и сум као ајде да го посветам сега времето. Но малку пати малку. Класични екскюзи со моментот. Се, знам. И ти викам ја избегавав темата сама со себе, скроз си во право. Види, не случајно се викната денес тука. Ти кажав дека имам одговорност кон тебе и аз сметам дека имаш дека си во некој твој нов креативен или било каков период, мислам дека имам должност, земја сега ти ќе зова така. Мене секогаш ќе ми имаш, ама знаеш дека поентата на целово ова е само контрола, само дисциплина, војник, така. Да. Многу нетипично за мене да до толку некој го имам на око.
Едно, ти си ми на око, ти си ми на спотлайт и те имам нонстоп. Затоа си сега тука и сакам да си ветиш не на другите. Затоа што верувам дека до сега и се снимаше за другите, се снимаше за Иван, се снимаше за сите да им докажеш нешто. Ајде, докажи си сега пред сите, кажи пред сама на себе дека да, ќе имаш ups and downs, сите ќе имаме така, на сите ни се случува нешто цело време во животот, ама дека нема ти да си дозволиш месец, два да не си се посветиш сама на себе. Можеш ли тоа сега да си го ветиш? Мислам дека е време и мислам дека можам. Пошто во овој период кога не си посветува време на телото и исхраната, сватив дека имав период кај што посветувам, се кревам физички, сега поминав еден период на духовна и психичка трансформација, пошто се имав заборавено таму, као од август навака одам на кундалини јога, што е еден многу поинтензивен тип на јога, не е дел од потипичните. Не знам многу искрено, не мора да пробувам да го објаснам, пошто не знам многу нигде никаде. Што почувствува со тоа? Беше знак као дојде, знаев дека ми треба психичка помош, малку да кажам, пошто имав некој лоу период. Кај што и со Иван го дискутиравме, тој викаме, ај можеби е време да одиме на психолог, пошто не сме пробале никогаш, сега сме си биле сами на себе психолози, пошто многу сме се ислушувале и гледавме дека не можеме да најдеме некое разбирање и рековме дај да побараме, ама некако не кев. Мислам, сакав да си помогнам, ама не кев да биде тоа психолог, сакав ја да можам малце да си изборам, не може да чекам само некој друг да го направи, да ја направи работата за мене. Убаво е да те насочи апсолутно, ама се чувствував дека немав даено се од себе за да јас ни помогнам на нас и на себе во ситуацијата. И кога вистински посакав да направам промена, се појави знакот, не ни памтам, еден ден седам на Инстаграм, гледам нешто за кундалини јога, кај не памтам ни кај кого, и го отварам. Ја знаев девојката од Твитер од порано и го имаше опишано часот, као вечер од 7 саат кундалини јога, со вода беше нешто, ајде да ја дозволиме да испловиме нешто така, и као многу бев као сакам да појдам овде и осетив страв и бев као ај со Иван ќе одам. Да не стварно ми помогне ова. Ама во душата знаев дека треба да ја дадам шансата, не треба да дозволам стравот да ме скочи овој пат да си помогнам. И каква промена почувствува од кога одиш таму? Олеснување на сите товари што сум си ги давала. Дали мислиш дека тоа ќе ти ги полесно ќе те враќа кога ќе имаш ups and downs во животот? Многу, пошто ми помага да сум посвесна во моментот и да си ги анализирам постапките што ги правам. Само ова беше тема што избегавам, така да. Те гледам, затоа јас се трудам, извини ако те чепкам. Мене фала ти какво извини. Ја реално нели ти ги правам обетиве, стварно ми е тоа поентава зашто гледам дека ти се дешава ups and downs и ми беше малку тригер дали да те прашам. Знаеш, да излезе малку too personal. Кажувам фал. Ако ми треба учење некогаш. Не го примам до момент кога учење сега за јас нешто да се правам паметна или за вакво, зашто пример секој до сега секој херој до сега е како он ослабел, успеал и на крај хепи ендинг. Јас сакам да покажам да имаше хепи ендинг. Ама што има после хепи ендингот? Да, што има после хепи ендингот? Значи завршува хиро овакво и после тоа девојчињава некои се инспирирани, некои уште толку се разочарани кога види она ослабела, ама јас не знам дали ќе го стигнам до тоа. И сега ти си ми тука класичен пример кај што ти викам, нели, збор Алтан, сите можат многу да се пронајдат лесно во тебе и работава е баш тоа. Мислам дека ти конкретно здрав живот, здрава храна и така тоа што си ти као работа уште ги немаш соединето во едно. Уште кога правиш едно, мислиш дека ова ти е обврска. Кога го правиш ова, мислиш дека ова ти е обврска. Да. Мислам дека го немаш онака пронајдено точно балансот, дека целиш натаму, дека Кристина од сега до Кристина прв пат што ја запознав има небо земја разлика, ама сакам ја лично као Ана што нема врска ни со програми ни со ништо, сакам да ти кажам колку овој свет ако не функционираат вака, никогаш нема да се усогласиш, не Јоги, не Ана, не програми, не ништо, не Иван, нема. И ти ќе бидеш во вечен проблем, нема да можеш да се најдеш. Ја според така супер што си почнала на јога, со програми, со храна, сакам ете тој баланс да видиш дека ова и ова се еден свет заеднички кој помага ти да бидеш тоа што си или тоа што треба да бидеш. Тоа сакав да ти докажам пред дека почнав со јога, пошто се чувствував дека посветив време да ја научам лекцијата, како да си го одржувам телото, балансирана исхрана и физичко движење. И се осетив дека западнав ментално по некое време. И сега сватив дека го работам менталното и сега ќе ми дојде баш тој период на спојката и многу ми е мило што
апсолутно ќе го искористам ова како мотивација дека не го долговлекувај, време е да ги споиш. Точно, Така да мило фала ми е. ти. Многу ми е мило ако стварно се разбираме, ако ме сваќаш баш како што треба, затоа што ти кажав, Делувам дека не. не, стварно не се да. закирам, мислам, И многу ми е мило. Те сваќам. Фала. Пошто Стварно битно многу што е, да сподели битно тоа. е. Многу е битно. Најбитно е ти кажав што е после крајот. Точно си кажа. Значи Да. баш си ми издвојува целава твоја приказна, е многу реална и така, да, ја ослабев килограмите, ама после тоа можно е пак да имаш. И супер. Пак се И за бориш, пак е крај, лекција што треба да си ја повторуваш. Кажи ми, види, знам кој е одговорот, ама ајде нели да се прашам, со кој е полесно во твојот живот? Со кој? Досега одговорот секад беше само со Иван, ама сега е со Иван, а и со сама себе. Многу ми се свиѓа што слушам вакви одговори претходно и од Бети. Види, ние сите, јас знам и сите знаат и сама кажа пред малку кој те натерал да ги снимаш тие видеа и зашто си тука, така да реално не цели, ама голем кредит треба да му дадеме на Иван. Вие сте ми и онака пример на како едни зрели личности размислуваат, имаат здрава врска и како нештото треба да изгледа. И нели многу ми се свиѓа што го имате и вашиот сега серијал Love Makes Sense, и ако сите сакате да видите за што разговарам јас и како една здрава врска треба да изгледа, и обавезно да го погледнат. Фала ти што беше тука, ти си еден, ќе заборавив да ти дадам најбитното, ќе заборавив да ти дадам ова мало внимание со огледалце, да видиш, да го гледаш секој ден херојот. Така да видиш во соба. секоја благодарност и до Иван до се, ама херојот и тој што ќе те донесе таму кај што сакаш да те донесе си ти, и затоа има огледало да се гледаш секој ден. Ти си херојот. Иван, оваа победа е наша. И ти ќе се гледаш, I love you. Love you. Fala ti for being the bigger sister that takes care of me. Што сакам да знаеш. Пак паднеш, пак ќе те викнам. Може. Ќе имам нов спот. Тебе. Ох, леле.